Па имаше некои најави нели во новините се збореше, али јас искрено не очекував дека ќе има нешто. Меѓутоа петокот, ден пред да се случи се ова, и добив позив од Јасир Асани и он добил исто некои информации дека Америка ќе нападне во Иран. И он тогаш ми кажа дека ќе иде во Истанбул, бидејќи имаше 3 дена слободно и ми кажа дека што и да треба можам да го искористам неговиот возач. Ќе нападне Америка, меѓутоа јас ајде викам доста сега, викам сабајлечки, викам остеме да доручкувам. И ми покажа една снимка во која имаше една ракета како слетува во градот, главниот град Техеран, и имаше експлозија и тогаш 100 мисли во главата ми пројда. И тоа беше првата информација која добив. Одма после 15 минути добивме информација од Федерацијата дека нема да се игра на преворот, што требаше да се игра. Да го земам пасошот, а пасошот е во можеби најкритичното место во Техеран, во центарот, каде што имаше напад на лидерот на Иран. Со мердар успеавме да стигнеме до блиску до хотелот, 1-2-3 километри, меѓутоа се беше затворено со војници, со луѓе, не можевме никако да дојдеме до хотелот. Од тој момент здогледав еден мотор од страната кога беше и му реков на мердар да го пробаме да се качиме на моторот и да некако низ некои улички да пројдеме до хотелот. Чувства, што се вика, исплашен и воедно и среќен, зашто знам дека ќе успеам со моторот низ некои улички да стигнам до хотелот, а воедно и во тој момент гледаш војници, полиција, луѓе кои жалат за смртта на лидерот. Вака беше дури, мислам, 16-17 часа беше патувањето и беше стварно напорно, бидејќи возеше он, возев јас, не пробавме да застанеме, само можеби да ставиме бензин, бидејќи нели долг пат треба да се стави бензин, али гледавме да што побрзо да стигнеме до границата, бидејќи видовме на патот и експлозии и ракети, знаеш, и викаме дај да стигнеме што е можно побрзо до граница. Секако мислам дека и да се вратат, не знам сега во овој момент бидејќи е војна, меѓутоа Иран е прекрасна држава.